почитувани граѓани, почитувани медиуми. Заедно со представителот на владата Оливер Спасовски, денеска сме на увид на градишните активности во населените места Трубарево и Јурумле. Пред 2,5 години наследивме населени места кои немаат чиста вода за пиење или канализациона мрежа. Со посветена работа и поддршка од владата успеавме да започнеме со решавање на овие децениски проблеми кои ги мачеа граѓаните. Денес, по цели 17 години, ја ставаме во функција фекалната канализација во Трубарево. Во вкупно 13 километри фекална мрежа, до сега изградени се 10 примерна и секундарна фекална мрежа. Изградивме нови 3 препомни станици, а уште една треба да се изгради во Чукурмало. Изградивме нови 400 шахти за приклучок на домаќинствата кон примарната мрежа. Ова година со буџетот обезбедивме 8 милиона денара за изградба на фекална мрежа на 8 краци во вкупна должина од 1285 метри. Исто така, го завршивме и големиот зафат за прекопот под пругата, со што овозможивме услови за изградба на фекална канализација и во населеното место Гоце Делчев. Јавниот повик веќе е потпишан и наскоро започнува изградба на фекална канализација и во Чукурмало и во населеното место Гоце Делчев. Во Јурумле пак работиме на изградба на вакуум канализационата мрежа, која е единствена во нашата земја и во овој регион. Овој проект го реализираме во неколку фази. Средства на општината, Светска банка и владата. До сега реализирана е првата фаза од проектот, односно изградена е вакуум станицата, изградени се 3100 метри примерна мрежа, поставени се 68 примерни шахти во вредност од 30 милиона и 500 илјади денара. Средства на општина Газибаба. Веќе се работи на втората фаза од проектот кој го работиме со средства од Светската банка во вкупна вредност од 72 милиона денара. Ова фаза предвидува изграда на нова пречистителна станица кај реката Вардар, како и примерна мрежа на вакуум станицата и примерна мрежа во Дунак Мало. Третата фаза пак го опфаќа преостанатиот централен дел на населеното место Јурумле, со што целото населено место ќе добие функционална канализациона мрежа, а јамите стануваат минато. Изградбата на вакуум канализационата мрежа е сложен проект. Сите вакуум шахти се изработуваат рачно и барат голем период на реализација, за што барам разбирање од граѓаните. Како општина тука не застануваме. Имаме обврска да ги решиме инфраструктурните проблеми на граѓаните кои со години ги мачат. Паралелно со овие проекти работиме на изградба на водоводна мрежа во Раштак и во Булачани. Наскоро почнува изградбата на фекалната мрежа во Смилковци, а во завршна фаза се проектите за фекална канализација во Црешево и во Страчинци. Затоа сум благодарен на владата, затоа што не ја заборави општина Газибаба и дава поддршка во реализација на овие проекти кои се во директен интерес на граѓаните. Благодарам.